Празнично отворено студио 1, добар ден и добре дојдовте. И денеска сте во друштво со мене и колешката Елена Милошевска. Се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание, бар оние што се дома, што не следат пред малите екрани или можеби онлайн. Секако и најпрво, бидејќи никако овие 3 дена Елена постојано го отвораме студиото со никои честитки. Ако претходно беше Великден, еве сега 1 мај на сите оние што го слават, среќен ден на трудот. Така, еве јас да го честитам уште еднаш денешниот празник, меѓународниот ден на трудот, а во продолжение да ве запознаеме во однос на тоа што ќе гледате денеска на програмата на 1 ТВ. Веќе знаете дека и во 14 часот стартува отвореното студио 1. Во овој прв блок, како и претходните 2 дена, така и денеска се дружите со мене и со Јана, а исто така ќе имаме всушности вклучување од колешката Искра Опечевска, која што ќе ја долови атмосферата во однос на тоа сите оние кои што се заминати во природа, како изгледа таму и дали се релаксираат или не, односно најверојатно се релаксираат. Потоа ќе погледнеме делот однос на тоа кои беа гости во вчерашното, односно во Правда и неправда кај Гордана Дувњаки. Секако во овој прв блок ќе имаме уште некои интересни прилози кои што ќе можете да ги погледнете. Потоа во 14 часот и 30 минути следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова, а веќе по овој прв, односно по вестите, ние повторно се враќаме во отвореното студио 1 во 15 часот и 20 минути, каде што денеска ќе се дружиме со колегата Дејан Андоновиќ и секако пракса е веќе познато дека со него ќе ги анализираме вестите од регионот и од светот. Потоа следува временската прогноза, па веќе добро познатото кулинарско шоу Маја готви и третиот блок отворено студио 1 во 17 часот со мене и со Јана ќе се дружите повторно. Исто така имаме една интересна тема, како и секој ден, така и денеска. Ќе ни гостува Сенада Сали, правник и активист, а темата ќе биде дали ромите ги уживаат загарантираните права. По овој блок следуваат забавните емисии, односно Звезда број 1, музичкото талент шоу, потоа ексклузив и Сергеј со студио мода. А во 19 часот и 20 минути, односно вечерашното издание на студио 1, овој пат во малку поинаков состав, односно ќе го води колешката Кристина Атовска, а темата ќе биде прво јавно соочување на двајца полициски синдикати. Ќе гостуваат Златко Цветковски и Гоце Делчев Тодев. Следува дневникот во 20 часот, а веќе потоа авторската емисија Печат на неделата на Сашо Ордановски, тема председателските избори, ден потоа 3 дена однапред. Отворено студио 1 во 22 часот продолжува и секако денешниот ден го заокружуваме со вестите. Така, ете, Елена во еден здив не информираше накратко што се ќе се одржи ова празнично маратонско отворено студио 1, а сега се селиме на некои од излетничките места. Нашата Искра Опечевска треба да ја имаме во живот, веќе ја гледаме. Искра, добар ден. Ако судиме по тоа што може да се види ова за тебе, езерото треска, предпоставуваме. Ти денеска излезе на терен да ни ја пренесеш атмосферата на граѓаните, дали е опуштена или не, и како празнуваат македонците еве 1 мај? Така, Јана, добар ден за вас, добар ден до гледачите на 1 телевизија. Екипата на 1 телевизија веќе од утрина ги шета излетничките места да видиме како се прославува денот на трудот или можеби граѓаните се одлучиле да протестираат или да го одбележат денот на трудот на тој начин. Она што може да генерално да заклучиме од денешната прошетка низ излетничките места е дека граѓаните оваа година нешто многу подоцна се решија да излезат надвор од дома, бидејќи еве да речеме дека пред 1 час нам ни беше потребно 1 час да стигнеме од скопската населба Влае до излетничкото место езерото Треска, од каде што се јавуваме моментално. Зошто е тоа така, ќе прашаме малку подоцна и во следните информативни изданија ќе се вклучиме. Зошто се решија граѓаните нешто подоцна, можеби затоа што најавите се, а и времето предпоставувам дека нашите гледачи може да видат дека се заоблачи, нема толку сонце. Граѓаните тука што успеавме да ги прашаме се надева дека времето ќе ги
послужи барем денеска да бидат надвор од своите домови и да се опуштат. Од утре не чека сите во обичајната работна атмосфера. Она исто така што е забележливо, што другите години наназад можеби беше препознатливо за 1 мај е разгорувањето на скарите. Меѓутоа досега каде што прошетавме и конкретно овде на езерото Треска, речиси да не видовме никој од присутните граѓани да разгорува скара. Сите се дојдени со веќе подготвени јадења, а некои од нив помал дел се во околните ресторани што се овде на езерото Треска. Ние ќе прошетаме, ќе видиме дали можеби сме пропуштиле нешто, дали можеби некоја скара допрва ќе се разгори, бидејќи велам граѓаните нешто подоцна годинава со пате кон излетничките места, но сепак е забележливо таа атмосфера дека годинава скарите некако се отсутни. Од прилика тоа е тоа, граѓаните велат дека овој еден ден сакаат да си го посветат себе си, сакаат малку да се опуштат, да излезат од дневната рутина и да се посветат на семејството. Тоа е причина зошто се излезени надвор денеска и се низ излетничките места. Што ќе ни кажат друго секако во следните изданија на информативни изданија на Еден телевизија, но доколку имате прашања, повелете. Немаме искра прашања, во секој случај ти благодариме за ова твое линковско јавување во живо што ни принесете дел од празничната атмосфера конкретно на езерото Треска и секако како што спомена и ти, очекуваме можеби да ги прашаш дел од граѓаните како слават. Елена, ово што го спомена Искра можеби и не изненадува со оглед на тоа што беа најавени нели согласно така законските измени во однос на скара, но добро, во ред, секој си го прославува на свој начин празникот на трудот. Но ако видовме дека дел од граѓаните слават опуштено, имаше и такви кои што денеска протестира. Така, имаше и такви кои што и не славеа така опуштено, односно да протестира повеќе. Синдикати се организираа во Скопје, излегоа на протестен марш, барајќи си ги своите права, односно поголеми права, со цел исто така да го одбележат и меѓународниот ден на трудот. Протестот го следеше нашата колешка Кристина Атовска, а во продолжение да ги погледнеме изјавите на Дарко Димовски, првиот човек на Сојузот на синдикати, како и Томислав Гиевски од Синдикатот за образование, наука и култура. На сите да им биде јасно на оваа држава дека работникот ја движи економијата, го дава трудот за да се создаде капиталот. Затоа денеска решивме да не јадеме скара, туку да маршираме по улиците и да оставиме барање до водата за побрзо решавање на работничките права во бенефит за работниците. Од ова место сакаме јасна и гласна порака да испратиме дека просветните работници заслужуваат повеќе. Сакаме да испратиме на гласна порака дека сме незадоволни од начинот на кој што се поставени во работите во образованието и потребна е подитна реформа. Во спротивно, ќе започнеме се помасовно да не има на ова место, ќе започнеме се помасовно да го застапуваме и да го изразуваме револтот на просветните работници, кој што бидете сигурни дека тој е огромен. Да, и те слушнавме дел од пораките на првите луѓе на дел од синдикалните организации, секако и граѓаните кои што маршираа денеска, како што впрочем и во вчерашното отворено студио 1 имавме можност да продискутираме. Така, сега од темата за 1 мај во овој блок ќе посветиме внимание и на хуманоста. Она што е исто така важно и што континуирано веќе долги месеци наназад го прават Еден ТВ во соработка со Тинекс, а токму Елена, ти ги работиш овие стори за помошта која што им ја даваме на сите оние кои што им е најпотребна. Малку да им се олесни животот. Последниот пат беше во Кавадарци. Така, да, бевме кај човек, Ѓоко Лазов од Кавадарци, кој што всушност тој исто така социјален случај, повеќе од 10 години нема струја, па ние се обидовме барем накратко да му го ублажиме тешкиот живот кој што веќе долги години го живее. Да, ќе го погледнеме и неговото сведоштво, но и твојата сторија во продолжение. Живот нас веќе во 21 век. Во вакви услови, во темнина, веќе 10 години живее Ѓоко Лазов од Кавадарци.
Тој има социјална помош од 1400 денари. Пари нема ни за лекови ни за храна. Препуштен сам на себе, друштво ми прават само овие гулапчиња, вели Ѓоко. Мене откако ми исклучија струјата, 4 стана останаа без струја. Кажете ми 9-10 години како функционирате без струја навечер? На свеќе? Само тоа? Да, И тешко ли? тешко е, али што да правим? Навечер и од игралишто има малце осветлување, од уличното осветлување. И така се сноѓате. Сноѓаме. Социјална помош примате ли? Примам социјална помош. Јас имам социјално нега, повреден сум. На кој дел сте повреден? На ногата, сега да осубувам человите престо. Од кога ви е повредено? Што точно се случило? Тоа имаш малку трагедија нешто. Требаше и ортопедски дејност, али ништо. Рековте 1400 денари социјална помош примате. Како преживувате за храна? Ви стигаат ли тие пари? Тешко. Како тоа се сноѓате за храна? Како? Од пазар, така, со некои пријатели. Помагаат роднините, пријателите, комшиите? Од комшиите гледат само нешто да те уништат, да ти открадат. Кажете ми, што апелирате до институциите и граѓаните? Што ви е најпотребно, освен струјата? Од се по нешто. Хуманитарната акција на 1ТВ и Тинекс продолжува и понатаму. Ѓоко доби ваучер во вредност од 10.000 денари. Со него во маркетите на Тинекс тој ќе може да си купи производи кои му се неопходни. Оваа поседа за мене значи многу, се израдува Ѓоко. Се заблагодари за хуманиот гест, но апелира институциите да не останат глуви за него, а се надева дека во пресред ќе му излезат и хуманите граѓани. Инаку да не изоставиме ни овој пат, односно праксата е дека всушност во првиот блок од Отворено студио 1 секогаш се навраќаме и се потсетуваме во однос на тоа кои беа гости во вчерашното Отворено студио 1, но исто така вчера Гордана Дувњак имаше во веќе добро познат термин, ја водеше својата авторска емисија Правда и неправда, па токму на неј гостуваат двајца адвокати, Звонко Давидовиќ и Никола Лазаров, разговараа на една навистина интересна тема, односно колку новиот шеф на државата има ингеренции во владењето на правото. Јас да не должам многу да ги слушнеме нивните ставови. Има влијание, неколку пати направиле упад во правниот систем со аболициите кои капом и шаком ги делеа. Последниот пат не чинеше тоа многу. Имаме двајца луѓе чија екстрадиција Грција одби и ден денес се наоѓаат таму, така да председателот може, условно кажано, да ја замеше работата на судскиот систем. Но не е тоа најбитно. Сме се наслушале вакви пароли. Значи, паролата нема правда, нема мир беше доскоро додека оваа гарнитура не дојде на власт. Претходно исто беше правда и секој пат се политичките партии пазарат и го привлекуваат граѓанинот со правдата. Се добива впечаток дека овие флоскули, ако можам така да ги наречам, најлесно се лепат на уморното уво на обичниот граѓанин за владење право, на правото, на функционална правна држава. Но зошто најтешко се испорачуваат промени токму во судството? И правосудството пошироко, не само судството. Насушна потреба е сите да бидат еднакви пред законот. И тоа е нешто што е демократска и цивилизацијска придобивка. Но ако имате политичка партија или политички партии кои што се борат за власт, и функција им е да ја освојат власта, и тоа им е целта на постоењето,
не бираат средства и начин како тоа ќе го направат за добивање на дневно-политички поени и други некои работи кои треба да ги остварат, често пати најлесно е да ја ставите раката и да посегнете по правдата за да обезбедите политичко решавање со пазарење во правниот систем, кој во мигот изгледа многу минорен, многу ситен, дека државниот интерес позади кој наводно стои упадот во правниот систем значи многу, но тоа долгорочно не чини секој пат многу. И никогаш до сега во овие 30 на години не се пристапило на вистина сериозно кон реформи. Се изнаслушавме и постојано се слуша кога се во опозиција определени политичари да барат реформи на судството. Јас сум со години веќе во судството и од кога знам за себе, јас знам дека постојано се реформира судството, никако да дојдеме до реформи. Мене тоа сериозно почнува веќе да ми смета и јас сметам дека е потребен еден политички, ако веќе сакат политичарите, и тие кои се на власт, и тие кои се во опозиција, да владее правото и да почнеме ова држава да биде правна држава, тоа што го бара Европа од нас, за влез во Европа и почеток на преговорите, треба политички консензус на сите политички партии. Сите политички партии да седнат, да се договорат и да направат реформи на судството, али не вакви како што сега ги прават. Во недостаток на сила за персонални промени на определени кадри во судството, тие вршат измени на законите во кои се прави само некоја шминка, се додава или се одзема нешто што е веќе видено или веќе чуено. Мене посебно многу ми смета една работа, што секој пат се повикуваат и еве и во последните изјави на министрите за правда и не знам и на телата кои се формирани, сите се повикуваат на Венецијанска комисија и на согласување на Венецијанска кога им одговара на властите, усогласување на или отпосле кога ќе се донесе законот, бараме мислам. Да, но мене секој пат ми смета токму тоа што се повикуваат, а всушност се кријат за сето тоа. Бидејќи јас сум бил учесник на Венецијанска комисија. Венецијанска комисија ти дава она што ти им сервираш на нив. Тие не наметнуваат правила. Да. Погледнавме дел од вчерашниот разговор, а во вчерашното отворено студио 1 верувам дека сте имале можност да погледнете, исто така по повод она што се одбележува денеска 1 мај, ни гостува првите луѓе на дел од синдикалните организации. Дел од нив имавме и можност денеска да ги слушнеме од изјавите. Дарко Димовски од ССМ и Здравко Савевски, долги години синдикалец и активист, ги дадоа своите видувања докаде сме воопшто со унапредувањето на работничките права и што се фали и треба да се подобри во тој нов закон за работни односи што се предлага. Гледаме и дел од овој разговор. Замислете цела година да вие работите ноќна смена. Тие дополнително сакат да го прошират ноќната работа од исклучок да стане правило. И сега, едноставно не се зборува доволно во јавноста околу ваквите работи и луѓето кога ќе се соочат со измената на законот, тогаш ќе видат колку е сето тоа лошо. Ние имаме работници кои работат аутсорсинг во странство, кои работат нонстоп во ноќна смена. Таква ситуација претходно сме немале. А сега имаме таква расширена појава, бидејќи едноставно власта, не ова и претходната, едноставно не ги интересира работниците. Ги интересира само нивните гласови на избори и после со ефтина пропаганда кажуваат нешто ситно што поправиле, а крупната ситуација што се влошува не сакаат да ја прикажат. Ваш став Димовски во однос на ова? Видете, бидејќи јас директно учествувам во преговори за новиот закон за работни односи, не можам да се согласам во целост со колегата Здравко, ќе ви кажам зошто. Ние таму имаме една одредба каде што се спориме не со власта, туку со организацијата на работодавачи, викав следното. Доколку работникот сака да работи цело време, еве трета смена, и да оствара ноќен труд, треба да даде своја согласност. А газдата
треба да му обезбеди топол оброк или 20% плюс од неговата плата и до неговото работно место превоз. Доколку работникот се согласи. Да ти кажам сега, Дарко, што е проблемот сега со тоа? Таа согласност на работникот може газдата да ја обезбеди и на начин кој не е баш сосема регуларен, значи да го принуди или ќе потпишеш или нема да потпишеш, и тие согласности на работниците во било кои одредби од законот се проблематични по оваа основа. Исто жената која е на породилно отсуство, тоест мајка на мало дете, ако дала согласност може да остане на работа, ако не даде согласност не може. Сега газдата го ја принудува да потпише. Втората работа, луѓето се до толку осиромашени што ако работат ноќе, ќе добиваат, треба да добиваат по колективен договор, 35% дополнително. И сега толку им е влошена економската ситуација, што тие не сакаат, туку се принудени да прифатат едно такво решение. Како да го решиме тоа? Како ќе го решиме? На тоа што? Прво, тие што се ограничувања, например, зошто луѓето не работат ноќе, а работат дење. Работат бидејќи таков е човечкиот организам, да не треба да се работи ноќе. Значи, треба да остане ограничувањето, а од друга страна треба да се организираат работниците да се борат за повисоки плати, за да не мора за тоа 35% изголемување, да го добијат во нормална работа, а не во ноќни услови. Вие савески запознаени сте со овие нови измени во Законот за работни односи што се предлагаат? Не, Министерството за труд и социјална политика го крие од јавноста. Значи, ги имаат известено синдикатите, ги имаат известено коморите, но не се единствени оние што се борат за работнички права ограничени на овие субјекти. Значи, подитно јавноста мора да биде информирана што подготвува Министерството за труд и социјална политика. Димовски, рековте, директно сте вклучени, може во кратки црти, еве, што според вас сметате дека... Ние толку транспарентно ја работиме работата, не е тука Министерството за труд и социјална политика, во законот учествува Сојузот на синдикати, Конфедерацијата на слободни синдикати, Организацијата на работодавачи и Министерството за труд и социјална политика. Еве ги на овој наш првомајски постер, тие 14 или 15 точки кои ние не може да се согласиме со нив. Така, и со овој извадок од вчерашното отворено студио 1, полека ќе го заокружиме првиот наш блок. Така, меѓутоа, дружбата не престанува тука. Ние се гледаме и повторно, односно во 15 часот и 20 минути во вториот блок, кога ќе ни се приклучи всушност и колегата Дејан Андоновиќ, со кој што ќе ги анализираме најновите, најсвежите информации од светот. Во меѓувреме следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова. Останете со нас.